Најмалку 15.000 сезонски работници ќе им фалат на Македонија во новата туристичка сезона и ова лето голем број работници заминаа на сезонска работа во соседните држави. Освен во Хрватска, која е најатрактивна за сезонците поради повисоките плати и условите кои ги нуди, тука се Црна Гора, Албанија, Грција и Бугарија, каде платите се повисоки. Како ќе се надополни овој недостаток од работници? Постои недостаток, така. Тоа не е денеска, тоа последниве 10-15 години има недостаток на работници, од година во година се пролонгира тоа нешто, но се бараат замени, значи се прават некои напори како да се дојде да се заврши работава на крај, да не останеме кратки. Тоа е проблем не само во Македонија, тоа е општо во цел Балкан проблем. Освен во туристичко-хотелиерскиот сектор, недостаток на сезонски работници има и во земјоделието, каде работници нема ниту за 3000 денари дневница. Дефинитивно тоа ќе биде еден од најголемите проблеми, затоа што и е дефицитарна работната рака, затоа што веќе генерацијски се повозрастни луѓе, младите не сакат да работат за земјоделие и второ работната рака драстично е зголемена, цената на работна час и ќе имаме сериозни проблеми у делот на производството на земјоделски производи. Крајен случај се повеќе и повеќе го намалуваме производството до степен у кој ќе можеме сами да си обработаме површините и производството што го остваруваме и реализираме. Оваа состојба многу компании ќе доведат до работна неизвестност, бидејќи ќе нема ниту кој да ја сработи, ниту кој да ја собере летнината. Штетите може да бидат големи, а последиците долгорочни. Поради ова, секоја година производството паѓа. Компаниите од овој сектор и земјоделието се потешко вразуваат крај со крај, што резултира со високи цени и пазарна неконкурентност.